Се раздвижува трансфер пазарот во македонскиот фудбал. Откако Струго Тримблум го промовираше Амир Нухија, до сегашниот капитен на Шкендија Рачиново доаѓа во градот на поезијата. Се работи за 21 годишен фудбалер кој е меѓу најзаслужните што тимот од Рачиново обезбеди историски влез во првата македонска фудбалска лига. Кариерата започна во тетовска Шкендија, а беше дел и од Арсими. Шкендија Рачиново продолжува со задржувањето на играчите од минатата сезона. Џихан Адили и во следната сезона ќе го носи дресот на дебитантот во првата македонска фудбалска лига. Од клубот изрази задоволство за продолжената соработка и за следната сезона. Низ кариерата Адили беше дел од Шкупи, Кораб, Беласица, Дрница, Кожув и Брегалница. Тетовска Шкендија го промовираше Артин Положани за нов шеф на стручен штаб. Поранешниот капитен на клубот сега ќе има нова улога. Тој тренерската кариера започна во 2020 година во Партизани од Албанија, а како фудбалер на Шкендија настапуваше во период од 2004 до 2006 година, како и во период од 2012 до 2017 година. Положани низ кариерата покрај за Шкендија беше дел од Башкими, Македонија, Ѓорче Петров и Вардар, а има искуство и со меѓународна кариера во фудбалот во Албанија, Германија, Хрватска, како и во фудбалот во Русија. Вардар го промовираше младиот голман Даниел Диковски, кој стави подпис на договор со шампионот до јуни 2029 година. Се работи за 19 годишен фудбалер кој е висок 191 см и представува голман со голем потенцијал, зашто Вардар тоа го препознава.